Денес православната црква ги празнува светите маченици Адријан и Наталија и преподобниот Титој. Светите маченици Адријан и Наталија биле маж и жена и двајцата од благороден и богат род од Никомидија. Адријан бил началник на писарот и незнабожец, а Наталија била тајна христијанка. Двајцата млади живееле во брак само 13 месеци до мачеништвото. Кога опакиот цар Максимијан ја посетил Никомидија, наредил да се фаќаат христијаните и на маки да се ставаат. Близу до градот, во една пештера биле скриени 23 христијани. Некој ги подкажал на властите и биле силно тепани со воловски жили и со стапови, па потоа биле фрлени во самица. Потоа ги извеле од самицата, ги довеле кај писарот да им ги запише имињата. Адријан ги гледал овие луѓе, измачени но трпеливи, мирни и кротки, па ги заколнал да му кажат што очекуваат тие од својот Бог за претрпените маки. Тие му зборувале за блаженството на праведните во Царството Божјо. Слушнувајќи го тоа и повторно изгледувајќи ги тие луѓе, Адријан одеднаш се свртел кон писарот и му рекол: "Запиши го и моето име со овие светии и јас сум христијанин." Кога за тоа чул царот, го прашал Адријана да не се симна од умот, на што Адријан рекол: "Не сум се симнал од умот, туку при ум дојдов." Разбирајќи за ова, Наталија многу се израдувала и кога Адријан со останатите седел окован во самицата, таа дошла и им служела на сите. А кога незиниот маж го тепали и го мачеле со разни маки, таа го храбрела да истрае до крајот. По долготрајните маки и самувања, царот наредил да се донесе во самицата на ковална и со чекан да им се искршат и рацете и нозете. Тоа било извршено и Адријан со 23 чесни мажи издивнал во претешки маки. Моштите нивни Наталија ги пренела во Цариград и таму чесно ги погребала. По неколку дена и се јавил светиот Адријан, сиот во светлина и убавина, и ја повикал и таа да појде при Бога. И таа мирно го предала својот дух на Бога. Преподобниот Титој бил ученик на светиот Пахоми и голем меѓу египетските подвижници. Бил игумен на манастирот во Тавена. Целиот живот го поминал во потполна чистота. Еднаш го прашал некој брат: "Кој пат води кон смирението?" А на тоа Титој му одговорил: "Патот кон смирението е воздржливост, молитва и сметањето себе си за најнизок од секое создание." Достигнал многу голем степен на совршенство и секој пат кога ги подигал рацете на молитва, неговиот дух доаѓал во екстаза. Се упокоил во 4 или во 5 век. Воедно со него се споменува и преподобниот Ивстион.